Во 2013 година, владата на чело со Никола Груевски започна проект за изградба на регионален пат, кој требаше од центар, околу планината Водно, да го поврзе градот Скопје со општината Сопиште и најавуваната елитна населба Сончев град. Експресно се изгради. Во рок од 3 години се изгради патот. Дури беше најавено и неофицијално. Беше најавено и пуштање во употреба во 2016 јуни месец. 2016 помина, а како следен рок за пуштање се споменуваше 2017. Власта се смени, патот се изгради, но и неколку години подоцна, 4,5 километри кои ја чинеа државава 7,5 милиони евра, се користат само за да се оди пешки или евентуално со мотор. Овие барикади се сигнал дека не може да се помине со автомобил. Зошто патот се уште е само скапа патека за пешаци? Од инвеститорот, јавното претпријатие за државни патишта, ни испратија детална хронологија како во изминативе десетина години морало да се прават измени во текот на градбата, поради слечишта и одрони. Тоа пак повлекувало промени во документацијата, што не секогаш и не веднаш било прифаќено од Министерството за транспорт. Кога ЈПДП ја почнува последната постапка за измени во тек на градба, во текот на 2023 година, од транспорт не се согласиле. Дополнително, Министерството им го одбило и барањето за продолжување на рокот за градба, кој во меѓувреме истекол. Па во моментов тече жалбена постапка. Јавното претпријатие за државни патишта, за да може да почне постапка за добивање на одобрение за употреба пред Министерството за транспорт и врски, неопходно е да се продолжи важноста на одобрението за градење, односно рокот за изградба на регионален пат Р2138, врска на регионален пат Р2134 со населба Сончев град од страна на Министерството за транспорт и врски, па потоа да се спроведе постапка за измени во тек на градба за изградба на регионален пат Р2138, врска на регионален пат Р2134 со населба Сончев град и да добие и решение за измени во тек на градба од Министерството. Зошто доцни патот? Прашавме во Министерството за транспорт и тоа уште пред 2 недели. И покрај ургенциите не добивме никаков одговор. Општината Сопиште е дом на многумина викендаши, кои најчесто доаѓаат да одморат во текот на летните денови и викенди. Но во општината има се повеќе постојани жители, скопјани кои решаваат да го заменат градскиот бетон со зеленило, по цена и на подолго патување до Скопје. Во моментов од Сопиште до централното подрачје на Скопје се доаѓа по само 2 пата. Обата водат преку населбата Кисела вода, но едниот прво минува низ населбата Припор, а вториот преку Теферич. Токму затоа, отворањето на регионалниот пат беше идеално решение и за кратење на времето за патување, а со тоа и трансформација на Сопиште како добра локација за живење во Скопје. Луѓето сакаат да градат домови, да живеат во Сопиште, но капацитетите наши, ресурсите во струја, во вода, во патишта се ограничени. И спрема тоа и ние ја водиме нашата урбана политика. Главна артерија ќе биде сообраќајна која што ќе го растерети сообраќајот. Овој пат представува поврзување на Сопиште со центар. Значи го избегнуваме Припор и Кисела вода доколку сакате да стигнете во тие делови на градот. Градоначалникот Трпковски, како и од ЈПДП, вели дека патот бил изграден за 3 или 4 години, но објаснува и дека на една од делниците се појавил проблем на чија санација се работело дополнителна година. Ги знаеме информациите кои што се случува во тек на градба. Да речеме решение за измени во тек на градба, немам информација дали има добиено со цел да се поклопи проектот со изведената состојба. Исто така имаше проблеми во однос на косините кои не беа обезбедени за сообраќајот и стечиштето кое што се реши со овој подпорен цит. Обидите на Трпковски да дознае зошто патот не се пушта во употреба досега биле неуспешни. Не успел да стапи во контакт со надлежните Министерството за транспорт и ЈПДП. Интерес за ова прашање пројавил и председателот на ЗЕЛС и градоначалник на Кисела вода, Орце Ѓоргиевски. Според него, претходната власт немала слух за барањата на граѓаните за пуштање на патот во употреба. Додава дека патот ќе биде една од приоритетните теми за кои ќе разговара со новиот министер за транспорт и негов сопартиец Александар Николовски.
има точно свлечишта на одредени позиции и тоа се потези кои што не е тоа квантна физика да не може да се решат. 21. век сме, знаеме дека има методи современи и начини како сите работи да се средат, а знаете како и во една куќа во која што живееме, ако 20 години не влеземе во истата и оставиме забод на времето да си го направи своето, истото ќе го доживее и куќата што го доживеал, и патот таму, и некои други проекти кои што се оставени да ги јаде забод на времето. Дополнителен притисок за новиот пат преку водно да проработи е што попушта една од вкупно двете врски за Скопје. Улицата Мариовска на одредени делници е во катастрофална состојба. Во асфалтот буквално има кратери кои се доволно големи да направат штета на возило ако не се внимава. Таа улица не е во надлежност на ЈПДП или транспорт, туку на општина Кисела Вода. Орце Ѓоргиевски објаснува дека проблемот тлее со години поради создавањето на слечишта од изворите на водно. Неговите претходници инвестирале во поправки, вели тој, но никој не си ја завршил работата до крај. Ако не до крајот на оваа година, тоа е за неколку месеци, на почеток на наредната година ќе започнеме со реконструкција на истото, но тоа ќе биде темелна реконструкција со подземно средување на подземната инфраструктура, односно на водите при фаќање на цел тој потек, соодветна дренажа, реконструкција на тротоарот која се движите нагоре од десната страна, кој што е во многу лоша кондиција и состојба, недозволување одрони да се случуваат, значи заштитна мрежа на целиот тој потек и реконструкција целосна соодветна по прописи на целиот тој потек. Или Сенасе, општината на која своевремено и се кроеше судбината на идно елитно живеалиште, може да се пофали дека е поврзана со 3 пата до централното подрачје на Скопје. Само што, едниот е изграден, но не е пуштен во употреба, друг пропаѓа поради подземни води и е се понебезбеден за поминување. А последниот, тој го носи товарот на засега неисполнетите ветувања.